Овој народ навикнал некој да му прави политика, да му прави да го тапша по рамена. Да го тапша као не се киреј народи. Нема бе, не се киреј, работава е, то не ме више довде сме. Вистината е болна, ама вистината да се зборува е единствениот начин да се исправи нешто, да се оди напред, да се добие некој бенефит. Да се дојде до решение. Вистината во денешно време е многу неблагодарна работа. Тој што зборува вистина никој не го сака. Народов наш живее во илузија цело време. Затоа што илузијата му е наметната, илузијата му е сервирана, илузијата му станува секојдневие. Живееме во лажен свет. Дека 9 од 10 работи се лажни, дека се бош муабет, дека се ветување на празно, дека се илузија, дека е манипулација. Дај, молим те, Оџе Ефендија, молим те, бе, ја у емисија, те провоцирам намерно, ти поставам прашање, што е денеска харам, а што е халал? Харамот и халалот се брати и сестра, Оџе Ефендија. Тие не се брати и сестра. Живееме во свет на искривени огледало, каде што се гледа погрешно секоја димензија. Убаво речено, искривени огледало, се слагам. Пред очите им изборот помеѓу материјалното и аматеријалното во материјален свет. Религијата како никогаш до сега имала влијание, а како никогаш до сега не била толку манипулирана. Да кажеме дека тие што се повикуваат на религијата, бидејќи религиите, тоа е она што е во книгите. Видиш што е поради тоа, ние овде на маса ги изнесуваме сите проблеми отворено, така, дискутираме, извлекуваме заклучоци. Ако монотеизмот подразбира дека сите ние веруваме во еден исти Господ, зашто не се обединат религиите? Оџе Ефенди, сега ја на тебе интервју ти прама. Кажи ми, како да споиш политика и религија? Ако ние не се согласуваме со христијаните по некои прашања, а ја колку што знам, најблиски сме со христијаните. Исламот и христијанското е најблиско, така? Исто и јудаизмот е многу блиски точки. Посебно од аспект на верувањето во еден Бог. Монотеизмот кај евреите е многу поистакнат. Да, меѓутоа гледаме какви се консеквенциите денес. Да. Атеистот престанува да биде атеист. Кога се качи во авион. Кога се качи во авион, кога ќе почне авионот да губи висина. Не е више атеист. Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах се милосtiv милостивиот. Се наоѓаме на почетокот на нова епизода на подкастот Диван. Вечерва имаме чест со нас да е познатиот аналитичар, предизвикувач на проблеми. Аги милионузи до нервоза за многу луѓе кои што не го сакаат доброто за оваа наша држава. Тој многу ги нервира, пошто им ја кажува вистината во очи. Не сака народ да слуша. Не сака вистина. Не, ти знаеш што, ако не може да се справа со вистината. Молим те, ако некој има голема глава или клемпави уши, ти му кажеш имаш клемпави уши, да не сака да го чуе тоа. Така да овој народ навикнал некој да му прави политика, да му прави да го лаже, да му тапша по рамена. Да го тапша као не се киреј народи. Нема бе, не се киреј, работава е, то не ме више довде сме. А за грб нема за. Најлошо да му го прави. Мари мајко. Како сте вие? Добро, вие како сте? Елхамдулилlah. Што има на овој свет? Штом почна со бисмиллахир-рахманир-рахим, ти скрати пола пола иде. И онда кто? Бисмиллахир. Ако да се подсетиме дека да внимаваме на речите. Секој дали убаво формулирано, секој ќе одговара за тоа што го вели. Да. Секој со своја А некогаш треба малце посирово да ги кажуваме работите, Ама не посирово. Секогаш англичаните по raw. За суштински работи, за сериозни работи мора да се збори сериозно. А што е сериозно? Сериозно е само кога се зборува адекватно и вистинито. Кога зборуваме вистина, ја ставаме на маса. Ако ние имаме намера тука да решаваме некој проблем, ако ние имаме намера да анализираме нешто, ако имаме намера да извлечеме некој бенефит, некој чар, заклучок ли, решение ли, мора да збориме отворено. Секако, кога се зборува отворено, има спротивставени мислења. Спротивставените мислења се обично во зависност од човекот, некогаш бурни, некогаш тивки, мирни, зависи од моделот. Еве ти си Оџе Ефендија. Ти си тивок човек.
Треба се погласно. Да, а јас сум прпрлица. Рецимо, ја кога зборам, ја 20 зборови употребувам и поенергичен сум. А ти си потивок, така поефендиски, имаш наступ као диазепам си, полека збориш и така. Така да, вистината е болна, ама вистината да се зборува е единствениот начин да се исправи нешто, да се оди напред, да се добие некој бенефит. Да се дојде до решение. Да, иначе, вистината во денешно време е многу неблагодарна работа. Тој што зборува вистина никој не го сака. Има една народна, вика, едно овчарче одело од село у село и зборело вистина. Од 7 села го избркале. Така да, тоа е тоа. А денеска време, како е, Аллах беклесен турците викаат, нека е Господ на помош. Вала е Аллах корусун, вика Господ да чува и голман да брани. И тоа е тоа. Според тебе, вистината, како е за ова наша државичка Што го провокираш бе човекот сега? Не, чекај. Вистината. Сакам да кажам дека дали луѓето ја гледаат вистината така како што треба или се уште живеат во некоја илузија, во некоја идеализирана држава за која што мислат дека Македонија еден ден ќе стане. Има две вистини. Не сакам да бидам песимист, и мислам дека види, ама има две вистини, една вистина која се сервира. Да. И една вистина која е реална, која ја доживуваме. Она вистина која ни се сервира е она секојдневна медиумска кампања, борба, информации, пиар и така натаму и така натаму. Народов наш живее во илузија цело време. Затоа што илузијата му е наметната, илузијата му е сервирана, илузијата му станува секојдневие. Живееме во лажен свет. Турците викаат јалан дунја. Значи, кога би живееле во реалноста, кога реалноста би ја ставиле на маса како предмет за кој што треба да дискутираме, па ја не знам што све би се десило. Би се извадили очи, секој на секого би се извадил очи. Најконкретен пример зошто живееме во лажен свет е тоа што дозволивме политиката да ни навлезе во сите пори. Значи, ние живееме политички живот. Живееме оптеретени со тоа што кажале политичарите, што не излажале, кои ни сервирале секојдневие во кое е во нивни раце. А зошто секојдневието во нивни раце? Затоа што секојдневието во нивни раце ни дозволува нас, ни поставува правила на однесување, ни поставува правила на живот, ни поставува социјални правила, ни поставува правила на мислење. Што смееме да кажеме, што не смееме. Молим лепо, и се создаде еден свет, апсолутно лажен свет во кој што сите следиме нешто. А што следиме? Имаме две групи, две атмосфери. Едни кои се разочарани од све и го следат само Аллах. И едни кои што вика чекај Аллах за Аллах, елхамдулилlah и респект, меѓутоа дај да видиме што икаат политичарите. Кога ќе видиш во тој свет на политичарите, дека 9 од 10 работи се лажни, дека се бош муабет, дека се ветување на празно, дека се илузија, дека е манипулација, и онда ни самиот не знаеш кај си, ни дали си кај Аллах, ни дали си кај политичарите. И таквите се даваат кој на пиење, кој на коцка, кој на разочарани од живот. Имаме многу разочаран свет. Депресија. Да, имаме премногу разочаран свет. Свет во кој што живееме дупли морал, дупла вистина живееме. Една која што ни е наметната генетски, која што од дома ни е наметнала, тоа е да бидеме нормални, да бидеме честни, послушни, честни, вредни, вакви и такви. И оној друг свет кој што ти вика сето тоа е некомерционално. Ако сакаш да успееш ти ова, остај го, и игра една друга игра. И у таа игра не може сите да победат. Ќе победат двојца, тројца, ќе направат пари и овие другите уште поише испрустирани. И кога ќе влезеш во тој свет викаш, мајката, каде е вистината? А вистината е само една. А тоа е дека сите еден ден ќе умреме и кој се снашол во овој свет се снашол, кој не се снашол, тоа ти е. Дома, тоа снаоѓање, според нашиот светоназор, ако е недозволено, ако е во рамките на оно што е
забрането, харам. Дај, молим те, Оџе Ефендија, молим те, ја у емисија, те провоцирам намерно, ти поставам прашање, што е денеска харам, а што е халал? Ајде да те видам ти, еве ја тебе интервју ќе ти терам, што е халал, што е харам? Харам е се оно што е забрането според Божиот говор. Ама таму се парите, бе, Оџе Ефенди. Не се, у харамот се парите. Ја ќе ти кажам на пример еден човек. Ајде видиме. Од Босна. Сега е има голема фирма со транспортери, со камиони. Харамот и халалот се брати и сестра, Оџе Ефенди. Тие се не се брати и сестра, тие се диаметрално две диаметрално спротивни. Знам тоа. Ама да, границата понекогаш е за многу луѓе таа граница тие често пати ја преминуваат. Оџе Ефенди, и често пати денеска од точка А до точка Б да стигнеш. Ти го кажам пример да играш и со халал и со харам. Не можеш на тој Бошњак ти го кажам примерот. Вика пред да почнам да кланjam, вика. По дуњалукот вика патував од Сибир до Шпанија. Цела Европа и вика не можев да го стигнам дуњалукот. Значи не можев да постигнам да заработам нешто повеќе. Вика, кога почнав да кланjam, сега дуњалукот ме брка мене, јас се обидам да избегам од него. Сакам да кажам дека човекот доколку се придржува до тие принципи на честност, на неманипулација, на нелажење, на немамење, дека има нешто што денеска го нема, тоа е берикетот. Берикетот не се брои со цифри. Ама тоа берикетот е нешто што човек да му го објасни што е цел ден на Инстаграм. Тоа е муабет за кој што ние сакаме да зборуваме. Дали сметаш како младите денеска во овој свет каде што се е деформирано, значи живееме во свет на искривени огледала, каде што се гледа погрешно секоја димензија. Убаво речено, искривени огледала, се слагам. И во тој свет сега на наша должност како Оџи, и мислам дека е должност и на тие што работат во на секој човек е должност да повикува на некој родител. Должност му е да воспита едно дете кое што ќе биде честно, ќе биде работолюбиво, ќе биде искрено. Таквото дете денеска по денешните правила нема нигде да иде. Затоа денеска на моите ученици често пати им велам, пошто предавам етика, во етиката се спомнуваат тие универзални вредности на честноста, на искреноста, на патриотизмот. И велам, може би ќе слушнете некој ви вели, немој да бидеш многу искрен, немој да бидеш многу честен, бидејќи нема да успееш. Но она што денеска им фали на многу млади луѓе и на многу луѓе воопшто е таа морална сатисфакција која што чувствуваат. Оџе Ефенди, живееме во 21. век во атомско доба во која и на младите веќе им е утувено у глава дека се е у парите. Во таа битка по парите више нема правило и дека нема правила. Ти како хоџа апсолутен респект. Дали ти сметаш дека ова е изгубена битка, да се обидеме да се вратиме на тие фабрички поставки? Дека е изгубена битка не е. Не е. Не е, уште не е. Ама на пат е да се избега. Зошто? Прво да се разбереме. На младите пред очите им изборот помеѓу материјалното и аматеријалното во материјален свет. Кога би живееле во свет на реален... Кај не би доминирала толку материјалноста? Да, кога би живееле во свет на идеали. Кога би живееле во свет каде што парите не се пресудни. Кога би живееле во свет и во секојдневие во кое што надпреварот за тоа што е успешен човек се мери исклучиво со имање. Колку имаш? Се би било поинаку. Оние постулати кои што се вечни уште од Хазрети Муса, 10 не лажи, не кради, не облюбувај, не барај туѓо, и така натаму, се универзални во сите религии и тоа е темелот, кичмата на воспитувањето на сите. Ама тоа не ти дава леп, така вика времето современо. Тоа не ти купува кола, тоа не ти купува стан, тоа не ти купува статус, тоа не ти гарантира дека во околината ќе бидеш респектиран како успешен. Да, успешен ќе те респектира само оној што размислува како тебе. Оној што вика
а материјалното е пресудно. Успехот, реалниот успех е она што ќе го постигнеш базирано темелено на тие 10 постулата од Хазрети Муса. Отиде јабана у 21 век и Муса и Пуса и све живо е отидено Хоџа Ефенди. Денеска имаме еден страшен парадокс. Религијата како никогаш до сега имала влијание, а како никогаш до сега не била толку манипулирана. Затоа што религијата сама по себе подразбира еден вид аскетизам. Кога велам аскетизам, секако не да останеш гладен. И што погладен си, тоа си поголем верник. Не, напротив. Аскетизмот подразбира следење на зборот што е запишан во Куранот, негово следење и постапување и живот на начин каков што се декларира во сите тие правила и така натаму норми. Меѓутоа, светот е преагресивен со своето ново доба и инсталирање на тој нов светски поредок во кој што правило е дека нема правила. Бруталност. Религијата е изманипулирана. Религијата веќе не зборува за Господ. Религијата веќе зборува за оружје. Тоа е најстрашно. Да кажеме дека тие што се повикуваат на религијата, бидејќи религиите, тоа е оно што е во книгите. Во исламот е оно што е запишано во Куранот, во говорот на Божиот пратеник Мухамед алейхи селам, сунетот, тоа е религијата. Но луѓето кои се повикуваат на религијата, да. Јас до некаде сложам дека во голема мерка се како да кажам, се манипулирани и се како се гњурат, како кои се нурнуваш, нурнати се во еден таков свет каде што можеме да кажеме под наводни се принудени да ги искривуваат некои принципи на однесување. Хоџа Ефенди, земи го Ватикан. Што е Ватикан? Што е Ватикан како институција? Главата на католичката црква. Највеќата превара на светот, кога се повикуваме на религијата. Најбогатата институција на светот. Најхипокритичната институција на светот. Најнетранспарентната. И Ватикан што е? Ватикан е една организација, Ватикан е сила. А се повикуваме на држава. Се повикуваме на држава базирана на религија. А се повикуваме на учењата на Исус. Молим те. А Исус е комерцијализиран максимално. Јас сум бил во Ватикан, сум бил во музеи Ватикани. Сум седел со папата Рацингер како со тебе на метар. Бев член на една делегација. Да, бев член на една делегација заедно со Бучковски, тогаш ја му бев у кабинет и бевме у Рим, ти реков ми рече, вамо тамо и Рацингер, метар и цванцик, со едни црвени кондорчиња. Германец по потекло. И тој е шеф на мафија, бе, пријателju. Молим те. Тој е еден од ретките што има? Пази, што даде оставка. Иди ти, гледано како исламиста, како човек од исламот, кажи ми ти мене, како тоа народ може да бира светец или да бира свој представник пред Господ? Вика папата, прв вика папата и после Господ. Чекај, папата е жив човек, најобичен човек, кој што фрла подпис на банка Ватикани, која што има најголемо богатство и склад на злато во светот. Музеи Ватикани. Внатре во Ватикан имаш ти богатство олицетворено во слики, во све и свашта низ цел свет што собирале. Они биле освајачи, пријателју мои. Како кој крадел по светот, тука оставал по нешто да се гледа. Имаш мумии египатски, како ма дај молим те. И сега ти он плаче врз гладните у Африка. А 3 слики да продаде само тие што ги има од Караваджо, од Микеланджело, од ти реков ми рече унутре, да ги продаде ќе нахрани пола Африка. Че све е хипокризија. Се додека религијата не искочи од својата хипокризија, ќе има вака. Луѓе да се повикуваат на религијата или представниците на религијата. Ама и вие сте далгаџи што не, сте. Јас сакам да кажам и вие сте далгаџи што сте од религијата, ама не се, ајде. Добро. Сите се далгаџи на светот. Што е далгаџи? Видиш та. Што е далгаџи? Поради тоа, ние овде на маса ги изнесуваме сите проблеми отворено, така,
дискутираме, извлекуваме заклучоци. Денеска децата се раѓаат со два печаток ти оставите Ти за да го придобиеш мора да му обечаш нешто. Што ќе му обечаш ти, Белже Ефенди? Ако не му обечаш некој iPhone нешто, некој Ма како Хазрети Муса, какви бакачи. Добра кола. Ти каже, чао, отидов јас во каде што може да се залам. Најмалото 11 години, ајде научи една страница од Коранот на памет и што ќе добијам. Ај објасни му дека има голема дека има нешто се дава, не е во валута. Кај Бога, додека не му кажеш ти добиваш, не знам, нова игрица за PlayStation 5, нема шанси тој да чепне. Дедо ми не би раметли кога бев детем. Така. И ми викаше, ајде, ќе ти дам пари да читаш Јасин, ама на глас. Зашто да даде на некој? Ти читај го на глас, ја кога го слушам, ќе ти давам пари. И ја еднашка го читам, ајде да покажам као унок. 2 пати го читам, паричка ми дава. Јас и 3 пат го прашам, има некој динар да ти читам Јасин? Пази се, тоа е тој парадокс, се е интерес. Оние луѓе кои што денеска во денешно време темата беше вистината и темата беше дали да зборуваме за вистина. Ако зборуваме за вистина, ако ја бараме голата вистина да ставиме на маса, вистината на нашето постоење, на нашето секојдневие, ќе видим многу тешко. Вистината е болна, а ние, ако зборуваме за вистината, ќе видиме колку сме уствари болни. Целите сме болни. Оној што останува доследен прав верник, оној што е доследен прав ефендија, оној што е доследен прав ова или она, тој е далеко од ова секојдневие во кое што се или барем 99,9% е лага и филм, искривено огледало, кој што речете. Сега те прашам нешто. Ратцингер си го сетнал. Кого? Ратцингер, папата. Да. Како му беше името вака црквено заборав? Како иде? Ратцингер му беше презиме. Презиме, да. А иначе Бенедикт му беше Бенедикт 16, сега се сетим. Бенедикт 16. Да. Правев едно истражување за овој меѓурелигијски диалог. И папата пред него беше Фрања, Јосип Фрања. Тој имаше инвестирано Ватикан во неколку центри за диалог помеѓу христијаните и муслиманите. Доаѓа Ратцингер и ги затвара сите тие. Зашо? И вели дека јас не верувам во тоа, во тој меѓурелигијски диалог. Вистината е наша, кај нас е вистината, се друго е заблуда, додека пак претходниот папа пред него велеше дека може после Исус да се види нешто што е одблесок или одраз на пораката на Исус и кај други луѓе. Значи може да дојде и вистината кај други луѓе како што дошта кај рапите и кај муслимани. Смешно све. Сега те прашам, дали ти остави таков печаток како човек кој што е види чувството дека се наоѓаш у Ватикан, чувството дека си тука со папата, цел свет се врти околу него, чувството дека си тука присутен е убаво. Меѓутоа, свесен, трезен разум вика, па што ако е Ватикан? Еве, и ти седи со Агим Јонус, па со what, кој е Агим Јонус? Или вамо, или тамо, или ево десно. Така да, сите ние сме обични луѓе. Ратцингер не е џабе таму каде што е. Значи, него го избрале кардинали, него цел католички свет го избрале и он станал папа, што значи дека има своја тежина. Меѓутоа, приказните за светлината што има одблесок кај од Исус, кај муслиманите, ти реков, ми речете се приказни за деца, фама и религијски маркетинг. Јој не веруваат во тоа. Ај ти мене кажи ми вака, Оџа Ефенди. Ако монотеизмот подразбира дека сите ние веруваме во еден исти Господ, зашто не се обединат религиите, Оџа Ефенди? Затоа што... А ја ти дам одма одговор. Ама ти ајде да видам ти што ќе ми кажеш. Значи, тој принцип на монотеизам не е еднаков кај сите. Ма немој. Зашто? Кај некој монотеизмот е прикажен преку Светото Тројство, кај други монотеизмот се негира од аспект што се негираат Божите пратеници кои се дојдени после Муса. Али сите викаат дека еден е Господ. Се викаат дека еден. Што значи? Но има три, например, христијанството дека Бог има три лица. Добро, што значи? Ај зашто не направиме Дејтонски договор и да седнеме и да видиме
Ајде, зашто сите ние монотеисти, што подразбираме муслимани, католици, православни и така натаму, не седнеме да се договориме да видиме зашто ние сите не би се обединиле во една религија. Одговориме како оче, дали е вистина дека во Куранот стои дека Азрети Иса ќе дојде и ќе ги обедини сите во една религија. Да, ќе се врати на земјата и ќе го скрши крстот, што значи ќе го побие она што го тврдат христијаните дека бил распнат на крст. Така? И значи ќе ги повика луѓето, ќе им објасни дека тој е дел од таа низа, златна низа на Божји пратеници, а последен од таа низа е Божјиот пратеник Мухамед алейхи. И за да покаже дека е следбеник на верата на Мухамед алейхи, тој ќе биде ќе клања зад имамот кој што ќе биде водач на муслиманите во таа време. А кој ќе биде? Мехди. Мехди. Од вас слушам, не знам. Имамот Мехди. Значи ова кај шиитите е поинаку. Тие сметаат дека тоа е лозата на Алија ради Аллаху анху, дека неговиот праправнук кога бил мал, влегол во некоја пештера и се загуби. Тој е 12-тиот имам и они се чекаат пред судниот ден да излезе, да се појави кај луѓето. Ние што сме суни, ние веруваме дека тој ќе се роди. Ќе биде од племето Куреиш, значи од родот на Мухамед алейхи. Името ќе му биде како името на Мухамед алейхи. Значи ќе се вика или Ахмед или Мухамед. А татковото име ќе му биде исто како татковото име на Мухамед алейхи, значи Абдулла. И тој ќе биде праведниот водач кој што ќе ги обедини муслиманите. Мислиш дека не се обединети муслиманите во моментот? Освен на шиити и сунити, не. Не се обединети. Мислиш дека има субсек? Не, ти сега имаме тие држави, овие што границите на државите уште повеќе го поделија. Кажи ми ти можеме мисли не на политички, туку вака. Не политички поделени, туку и види, верски. И верски и политички се поделени муслиманите на сунити и на шиити. Има субсегменти, субподелености? Има, да, секако, уште многу. И што, до каков заклучок доаѓаме? Доаѓаме дека луѓето се далеко од изворното учење на Куранот и на Божјиот пратеник. Ферим бе, тука те чекам. Бе, 1-0, чекај, тука те чекам. Што значи дека... Ке поведи службено, 3-0. Што значи дека Оџе Ефенди све е политика, така? Ајде вака се, Оџе Ефенди. Дај ми едно дете, опиши ми едно дете како изгледа денеска, соочено со словото на религијата, на Куранот и со улицата и со секојдневието. Имаш два различни система на вреднување. Еден, оној што е up to date, што подразбира со датумот и со времето, со моделите на борба во социјални рамки, во општествени рамки. И со тие антихерои кои што му се промовираат како херои. И детето соочено со оние традиционални вечни вредности кои го прават човек по критериумите на религијата. И да овој предизвик не е лесен предизвик. Кој како остати нормален? Еве прашањето е директно, како остати нормален? Јас лично Аллах ми е сведок. Значи ја не морам со ова да се фалам. Да. Нема да легнам и нема да се разбудам без дова да проучам. Јас лично. И нека се смее кој сака. Кој не гледа, ќе рече, ајде лаже. Не, Аллах знае. Аллах знае тоа. Ако лаже... Тоа е најголема утеха, Аллах знае. Значи, нема вечер да легнам и да ставам. И кој ќе се разбудам, и кој ќе легнам. Ама, ја во текот на денот правам 450 далавери. Немој така да лагери. Не, зборот иде. Знаеме дека не е така. Добре, не е така. Во текот на денот 450 пати како модус операнди, како начин на обстанување. На преживување, тоа. Да. Ја морам да дриблам, ја морам survival mode. Слалом да играш. Да. Оџе Ефенди. Ама ти се наметнуo, не дека сакаш ти. Само по себе. Кај да одиш ти се наметнуo. Тоа ти викам. Ако е за утеха, ако е човекот принуден и нема излез од таа ситуација, тогаш нема ни грев. Ако е принуден, значи ама се мисли на вистинска принуда. Кога човекот навистина е принуден да направи нешто што е забрането. Затоа што во исламското право постои едно правило, вели ед-дарурат тубихун махдурат. Значи итните ситуации го дозволуваат и она што во основа не е дозволено. Пример, ако човек е негде во
во некое место каде што например во пустиња и без храна и без вода има само да конзумира алкохол или да конзумира например свинско месо или месо од мрша, од некој гинато животно. Во оваа ситуација му е дозволено да ја утоли неговата глад за да преживее. Значи дека да се сочува животот на еден човек е една од највисоките цели кои што ги има исламскиот верозакон. И затоа, ние живееме во време каде што луѓето прават недозволени работи заради луксус. Заради престиж. Тоа си управа. Па не се враќаме на мојот од почеток. С тие стандарди, например, се додека парите се било како стекнати. Во моје време, ние имавме едни патики и 2 години ги носевме. Не, ја те разбирам тебе, ама денес... Ама сега во денешно време мора да има 4 пара патики и после кога ќе дојде барам, ми кажа 5-тиот пар. Стари ми се патиките или фармерките. Ќе му кажеш ајде му во еден дуќан кој што не е бренд. Види се исто. Ќе каже не, извини, I'm sorry. Идеме на друго место. Оџе Ефенди сега ја на тебе интервју ти прама. Кажи ми, како да споиш политика и религија? Ајде, молим те, еве, ти си верник, ја ќе те ставам. Еден од тие што проба беше Зукорлич. Така? Да. Ја максимален респект према тој човек. Халал, бин халал, затоа што ни еднаш не каже ни еден збор лош. Мислите подобро го памтат? Особено цела Србија, србите жалеа повеќе отколку бошњаците за него. Еве Зукорлич, али стај го на страна Зукорлич. Денеска, еве, у Скопје, у Македонија, оđe Ефенди, ја решив тебе да те гласам, тебе ќе те правам пратеник. Како ти да бидеш ти, а да бидеш добар политичар? Знаеш ова како е, ова е системот... Извини, пали ќе се вадиш, но она мораше така. Не, затоа ќе кажам овде. Ќе го изедам живот. Ако видиме дека... 2 кила да ослави тука. 2 кила ќе те ослави. Супер, Ожа, тоа ви треба. Видам, молим те. Не. Јас како стоматолог или да правам не е проблем, а ти како Оџа не смееш криви. Можа денеска сакам ти у парламент да ме представуваш. Ама треба да бидеш финтаџија. Како да бидеш ем верник, ем финтаџи? Во парламент не генерално политика. Само дека политиката во исламот, што значи политика? Ајде да видиме. Политика значи ангажман на водството, на лидерите, на тие што се на власт, за да обезбедат услови за живот за нивното подаништво и да го кажеме за населението, за граѓаните. И сега во исламот политиката е ова. И Божиот пратеник вели дека Божите пратеници биле водачи или да кажеме, како да кажеме, властодржци во народите каде што тие биле пратени. Пример за тоа е Мојсей, Муса, или се антигословна Муса. Пример за тоа е нашиот пегамер Мухамед алейхиссалам. Исус е повеќе нас бидејќи му било многу тешко во таа кај израелиќаните да биде прифатен, бидејќи они очекувале некој друг да дојде наместо него. И не го препознале. Не го препознале како Месија, ние го препознаваме како Месија, како Месија. Кој што им не го препознали, нит го признава. Нито го прифатиле. Сега може би малце ти изгледа дека сакам да направам долги. Не, ако вроден е за политичар. Гледаш, добро почна. Ја му уво прашај после ону старт потафич финти. Абе, оставе, слушај, ќе го старт почна да прави. Ајде, не е добро, и после како го прати кај нас системот. Абе, биу Турција, биу и Србија. И системот на политиката, ако ти овозможува ти да направиш нешто што е добро, значи да го поправиш, например, здравството. Ова е нешто што е есенцијално. Да се сочува животот на луѓето, треба да имаме подобро здравство. Ако преку тоа придонесеш да имаме подобро образование, преку тоа придонесеш да имаме, например, повеќе морални особини во начинот како се однесуваат луѓето кон нив. Ова ситуација и Оџата, доколку може тоа да го постигне, на еден начин му се дозволува. Му се дозволува да влезе во политиката. Но, имајќи го предвид она што ти го кажа, живееме во време каде што далаверата се смета за снаодливост, за
врлина, за вредност, за ова. Без далавера нема политика. Затоа и ти ако ситуација, сакаш да бидеш политичар, во оваа ситуација ние ја го земаме тој вториот начин на реформа преку градењето преку воспитувањето на нови генерации на млади луѓе кои што ќе се обидат. Види, ние често пати викаме сега тешко е ова време, материјализам. Комунистите ја често пати ги земам како пример. Колку млади луѓе, ако гледаш се овие... извинувам, мора да те прекинам. Значи, родење за политика. Ја друго прашање му поставив. Супер. Он мене четврти одговор ми дава, пази. Ти викам јас, ајде. Значи, родење за политичар. И после ја не знам далавери. Ајде, продолжи, Озефе. Ајде, видим, ајде. Ама после ти ми далавери. Ја ти кажам, квалитетни. Значи, оджите и религијата треба да се ангажираат. Тука сме добронамерно да се. Да, сега не, баш не се љути, Оџа. Не се љути, воопшто. Само да кажам дека оджите и тие религиозните лидери и водачи треба да се ангажираат кон ова. Да се создаде, да се воспита една генерација која што ќе биде подготвена да жртвува, ќе биде подготвена да ги следи моралните принципи, принципите на својата религија и со тоа да придонесат општеството да стане поубаво место за живење за сите. Додека овој начин на водење политика кај нас е проблематичен, затоа што ти гледаш што се случува. Се купуваат пратениците со толку и толку пари, ги менуваат ставовите, вчера рекол едно, денеска друго, заутре ќе каже нешто трето. Сега дојде на моето. Да. Каде е тука моралниот кодекс? Тоа ја сега те прашам. Каде е моралниот кодекс? Дали ти мислиш дека има надеж? Ти во твоето интервју со Ефтов Васко. Една сме повика и мене, вика сакам да те следам 24 сата, што правиш, како работиш, каде одиш? Па зашто? Сакаш да те носам кај нас? Не, нека дојдеме кај нас, тие кај нас тоа да го викнеме, чева, нека се поти тука кај нас малку. Нека дојде Васко, гости нека бидеш. Ајде, Васко Бујрум. Еве, видете, ќе направиме уште едно столче, 4 столчиња. Ти го настал беше последниот мохиканец. Зашто последниот мохиканец? Да не е онешто малку дефетистички, дека ние се предадовме готово. Не зезна, да не кажам не за... Зошто да не биде првиот витез? Првиот витез? Кој? На новите генерации? Вие? Не, вие првиот витез. Вие не сте последни мохиканец, бидете првиот витез. Да. Види, јас после кои ќе дојдат нови генерации на луѓе со морални, мори мајко, со кичма, барајки морални вредности ги изгуби в ушите. Ме нарекоа будала, ме нарекоа... И зашто? Само затоа што ја зборам вистината. Те гледам тебе, ти имаш црна, плава тегет кошулја. И сега сите викат не бе шарене, не бе тегете и крај. И сега јас сум ѓуна, зашто зборам вистина. Затоа ме нарекоа будала, пијаница, ваков, таков, не знам што, ова, она, лево, десно. И јас се уште живеам под некаква анатема на да ми се дозволи мојот збор да има некакво влијание, затоа што влијанието на мојот збор е деструкција. Луѓето бараат приказна. Ја не правам приказни. Ја викам, ние сме до овде укал. И он вика, не, тамам работа. Светла иднина не чека. Светла иднина не чека. Носи се, бре, будало, каква светла иднина. Оџа Ефенди, продужи само да ги учиш децата на чест. Тоа е, не. Честа има два нивоа. Пази, она што обичното, нормалното воспитување го нарекува со прости зборови, тие високите политики со други зборови. Научи ги деца да имаат чест. Зашто честа е закон. Честното однесува... Тешко е во окружување и на нив да им го објасни што. Пеки, меѓутоа, вашата задача е да направите што поширока една бројка на луѓе кои се честни, кои го следат. Ја не знам, имаме... Вистината, кои што не навредуваат, кои не... Да. Оџа Ефенди, многу лоши времења. И уште потешко не чека. Ја се извинувам што во оваа емисија така малку релаксирано седувам и седам изборам, али тука сме за муабет, тука сме да размениме мислење. Оџа, работа на ние врвка, викаат. Како вие од религиозните установи гледате на тоа? Тоа што кажеш ти дека постојат многу проблеми, постои криза на морал, постои криза на верувањето. Дека секој ден слушаме дека луѓето стануваат атеисти, агностици. Постои исто така и голема хипокризија во светот. Сите се повикуваме на правичност, праведност, човекови права, слободи, а
пред нашите очи е лайв, се кршат елементарните човечки права на деца. Оџе Ефенди, Ние во школа ги учиме децата за нивните правата на децата како посебна категорија на права која што треба да се почитува. знаеш ли ти оџе што е масонерија? Да, Што мислиш за масонеријата? Масонеријата дека е навлезена во секоја пора на животот, тоа веќе ми изгледа малце претеризам или теорија на заговор, Да. но дека постои некоја сила која што има своја агенда, која што сака да ја спроведе на светот, тоа да. И очигледно е тоа, мислам. И очигледно дека таа постои, дека таа Дали е против религиозна, антирелигиозна масонерија? Деструктивна е и нехумана и мислам. Зашто така го темелите тоа е, рецимо? Па според Кој нас доказ ти вели дека сум прочитал за нив масонизмот е... дека кај нив со тие протоколи на сионските мудреци, Добро. Мудреци. таму се спомна дека треба да се војува против секоја религија, кај секој народ и дека таму каде што доминира развратот, таму можеме полесно да надвладееме. Значи, што е нивната цел? Нивната цел е да ги стават луѓето во еден калап на размислување, на однесување. Им наметнува Еден своји вид на вредности. тоталитарен режим кој што им одредува секако што ги прави. И тоа се случува. Јас еднаш ги прашав ученичките од 9-то одделение, облеката што ја носиш сама си ја избрала или пак ти е наметната? Они кажа, не, јас сама сум. Па зошто е тоа во оваа форма кај повеќето од вас? Едно време беа тесните фармерки модерни, Да. после почна да ги кинат фармерките, па после сега почна вика широки фармерки се во сом. Значи има нешто кое што Има го некој наметнува бран еден патерн, како се вика патерн? Калуп. Не, како Урнек. Урнек. Знаеш што е урнек? Јурнек, да. Урнек. Урнек на Мустра. однесување. Мустра. Оџе Ефенди, ајде да направиме некој ден овдека малку по-широка дебата. Да. Ја да договорам да донесеме христијански поп, Да. католички свештеник, еве ти ќе видиш Оџе Ефенди од исламот, ја ќе видам провокаторот, он ќе биде провокатор број 2, Не го бива за провокатор. Бива, како не бива. Многу тива ке. и да Денеска направиме, ти прка се, ајде. да направиме една заедничка дискусија која ќе биде снимана, да видиме со оглед на тоа дека се поише и поише луѓето се вртат кон религијата Да. и се повеќе се влегува од тој парадокс на едните норми со другите норми. Значи секојдневието со своите правила, со своето политичко милје, И ти многу убаво рече, тие 10 Божји заповеди. тие се универзални. Тие се универзални. Како Тие сите ние да се во фатиме за сите нив да ги религии се следиме. тие присутни. Да. И тоа што вика common ground, Мгм. од аспект на однесувањето, на некои норми за општествено однесување, на ненавредување на никого, толерантност, соживот, тие се универзални во сите религии. И тука има многу сличности кои што би требало да не координираат во најмала рака, за да се спротивставиме на тие, да кажам, не да кажам дегенеративни, може би е погрешно име, на тие девијантни Оџе Ефенди, мислиш дека тенденции кои што постојат во општеството. Оџе Ефенди, мислиш дека постои опасност од интеррелигиозни сукоби у Македонија? Не верувам дека може. Не. Што правиме со исламските радикали? Исламските радикали е нешто што е Што правиме со тие што се вратиле од ИСИС? со тие. Што правиме со оние кои што мирисот на барутот им останал у нос? Види, многу луѓе кои што се на искушение со тие некои начини на размислување, причина е тоа што тие не ја доживуваат оваа држава како држава која ќе се грижи за нив. И која државата ќе докаже дека јас се грижам за секој мој граѓанин. За проблемите на секој. Сега не можеме ние да ги решаваме индивидуално проблем, но доколку поставиш да кажам принципи, норми, закони кои што укажуваат на тоа дека ти се грижиш за твојот народ, за твоите граѓани, за тие што се жители на тоа место или за твоите државјани, да кажеме како што се вели. Во таа ситуација многу голем број на проблемите ќе ги снема. Ние допуштиме така што
маргинализиравме многу луѓе од тие општествени токови, дозволивме некој друг да ги превземе младите и да ги индоктринира и да им внесе бубачки во главата и погрешни начин на размислување. Која би постоела една, така да кажеме, координација, која би била постоела силна исламска верска заедница. Значи, ова е голем проблем што државата, сега, според тоа што говорат нашите челници во исламот, дека често пати го минирала секој обид да се застане сама на своји нозе исламската верска заедница. Преку тоа што не им ги враќала вакафите, им наметнувала кој ќе биде поглавар на исламската верска заедница или пак им наметнувале агенди. Значи пак политика некако. Политика, да. Тука те чека може Ефенди. Значи не, мислам, извини, тука те чека. Порочен круг целава работа. Да. Така, зачарани круг. Каде е Аллах, Господ, а каде е политиката во нашето секојдневие? Многу директно прашање. Каде е Аллах, а каде е политиката? Поготово од луѓето кои што треба да не научат нешто. Ние за ова зборувавме и со еден друг соговорник. Проблемот е што луѓето денеска на религија гледат како нешто што е помодарство. Нешто што е во тренд. Сега во тренд да видиш да постиш, да одиш во црква, да одиш во џамија. Ми се свиѓа ова што збориш, помодарство. Да, а фактот е дека религијата е нешто суштинско, нешто што однатре те исполнува, нешто што те потикнува на првично на сите морални вредности, па потоа и на побожност кон Бога и доколку ти си добар верник, побожен, ти на луѓето гледаш сега политиката со цел да стигне до некои луѓе полесно, често пати Ја злоупотреба или манипулира со верските чувства. Или во нашата ситуација ги користи како алатки нивни за влијание и Македонската православна црква и Исламската верска заедница, затоа што смета дека преку нив може да стигнат да имаат поголемо контрола над масата. Да. Секогаш од така било. Едно од теориите марксистички за постоењето на религијата е таа дека, значи, така се изучува на факултет, теоретски, во марксистичко гледање. Вели, има неколку теории за настанокот на религијата, дека богатите измислиле за сиромашните да веруваат дека некој ќе ги спаси еден ден, за да може да има со самото тоа контрола над масата, со самото тоа и моќ, и така натаму, и така натаму. Ние на ова како гледаме? Човекот се раѓа со тоа верско чувство. Homo religiosus се вика. Да. Човекот кој што е секогаш во потрага на некоја возвишена сила која што ќе ја велича, која што ќе ја обожува и вродено е тоа верување. Да, тоа е вродено верување. И сега можно е тоа некој да го злоупотреби. Ако видиш маса која што не читала, едно провокативно прашање на кое ја имам одговор. Да. Вака малку сам ќе си го даеш одговор. Не. Кажи ми, Оџе Ефенди, дали е ѓуна да менјаш религија? Дали е ѓуна да менаш религија? Да. Јас сум муслиман, елхамдулилlah, суми ќе останам. Да. Фигуративно прашувам, од утре сакам католик да видам. Што правиме сега? Дали е ѓуна тоа? Грев, тоа е грев. Дефинирај ми го тоа. Сега ќе ти објаснам. Значи, ние, како муслимани, сме убедени, и тоа е дел од нашето убедување и верување, дека верата, религијата е синџир на пророци, на пејгамбери, кои што се пратени од првиот пејгамбер Адем, кој е нашиот татко, до последниот Божиот пратеник Мухамед, алейхи салату весселам. Ние со тоа што веруваме во Мухамед, веруваме и во Исус, Иса, веруваме и во Мојсей, веруваме и во Соломон, веруваме и во Јусуф, веруваме и во Ное, во Јона, во Јахија. Има самиот Куран е поделен на 3 дела, значи Стар Завет, Нов Завет и Инџил. Не Зебур како беше последно. Тевра, Зебур, Инџил, да. Да се спомнуваат како Божји објави. Значи Зебур му е даден на Давуд, на Давид. Да. Псалми. Теврат е објавен на Муса, Мојсей. Да. И например нешто што ние муслиманите со гордост го велиме и го потврдуваме дека Муса алейхиселам е единствениот Божји пратеник со кого Господ зборувал директно. Да. И му ги дал, значи му го дал Тевратот, запишан врз 2 камени плочи. Да.
Или за Исус велиме дека Рухун минху, дух од него, дух даден од Бога. Значи не дека тој негов син, туку е даден од Бога, на кој што го создал во утробата на неговата мајка Девица Марија, кој што не велиме дека е девица. Затоа дали и Куранот потврдува дека Мејреме била девица? Да. Дева Марија. И како онда роден Исус? Тоа е. По принципот на биди. Еки ти одговара како одговара Куранот. Значи, го те прашуваат како е создаден Исус, кажи му дека создавањето на Адем било многу потешко отколку создавањето на Исус. А за него било доволно да каже биди и тој биднал, станал. Така. Само да кажам дека на Аллах доволно да каже биди и тоа се случува, тоа стана ти си реално. роден за политичар, не ми даде одговор, по втор пат не ми даваш одговор. Значи, Не, баш убаво си кажа човекот. Дали е грeh, значи од наша гледна точка, од концептот на исламот, да ја промениш твојата вера, значи од ислам. Затоа што нема да ти онака практички со може ли граѓански да му кажам? Ефендија вака, лаички, бидејќи ова лаички одговор да се очекува. Доколку јас го скратам таа низа, значи таа вера ќе биде непотполна. Така? Значи ти се враќаш од потполното кон непотполно. Да. Во тој случај погрешно го поставам ја прашање. Така. Jer ме разбираш, значи најгрубо кажам. Значи јас ако станам католик, јас ќе кажам дека Мухамед не е Божи пророк. А во самата Библија, во сам Стар Завет и Нов Завет има јасни докази каде што се вели дека ќе дојде, ова е книгата која што ние обработивме во неколку библиските учења на Исус Христос кои се оживеани во исламот. Значи инсистирам да ми ја дадеш. Подари му ја веднаш. Подари му ја. Значи Агим Ефенди, дали е задоволено вашето прашање? Многу добар одговор, многу подобар одговор ти ми даде. Граѓански, не. Тој ти го кажа тебе, ти кажав муабетот. Значи тој ти го кажа академски, убаво се подкрепено, јас ти кажам скопски, граѓански вака. Значи му правиме сунет на религијата, на верата. Кратиме. Автоматски, ама сунет онака. Ти многу подобар одговор ми даде, попрактичен одговор ми даде. Не знам сега, јас така го правам. Супер така, од потполна низа на Божји ботаници ти се векаш по некоја која што е најголемата иронија во целава оваа работа, во целиот овој муабет е што во Стариот Завет и во Новиот Завет е предвидено доаѓањето на Божиот пратеник Мухамед. Значи, евреите сега од Талмудот кога читаат, има еден цитат во кој што буквално кажуваат Мухамед, цитат. Так. Значи и затоа евреите се дојдени на арапското полуострво. Да. Во близина на Медина и во Медина. Да. Очекувајќи го Месијата да дојде последниот Божи пратеник. Уште го чекаат. Тоа е работа. Сега да го дам одговорот и она што реков ја унапред имам и прашање и одговор. Баш ме интересира. Истанбул. Едно време седев во Турска. Далеко со Истанбул и Беч. Едно време седев во Истанбул, у Турска кратко време, живеев и седиме така, ми на една маса расположени, јени раки, вамо, тамо, сите малку харам. И што ми текна да провоцирам еден оџа. А тој човек, многу учен човек бил. А тој оџата вам се јени раки? Не, он оџата, не, пиеше екшису, кисела вода пиеше. И му вика се како да го зафркаваме оџата, малку да го дигнеме, да го... Да ни зборува. Што ми текна мене, му викам, оџа Ефенди, абе гина ли е, викам, ја да променам овој верата. И он, пази, мозакот му работи 900 на саат, паметен човек. Искусен, паметен човек. И само, се смее, абе кажи бе, вика, она што е битно, вика, тој е твое право, вика, али она што е битно е да не престанеш да веруваш дека Аллах постои, вика. Пази кој е филозофски одговор ми дава. Ама тој е ептен политичар, брат, тој е ултимативен. Ја го заебавам него, од мене 3 пути поише. Да, браво ти јако. Од мене битно е, вика, да не престанеш да веруваш у Господ. Имено, значи, ако ние не согласуваме со христијаните по некои прашања, а ја колку што знам, најблиски сме со христијаните. Исламот и христијанското е најблиско, така? Юдаизмот е многу блиски точки. Посебно од аспект на верувањето во еден Бог. Монотеизмот кај евреите е многу поистакнат.
Да, меѓутоа гледаме какви се консеквенциите денес. Да. Таа е крајна политизирана верата, мислам. Да, јасно што самото по себе ја потврдува на теза од самиот почеток ја се е политика. Значи, Оџе Ефенди, како да направиме една убава дискусија, ама да севаат варници овдека. Има ти донесам еден поп, тој е од сите вери надвор, ако е поп. И ќе седнеме, ќе направиме една убава дискусија. Мене деска многу ми беше драго да седнеме да поразговараме малку. Ти извинувал се, може би не беше добар со здравје, но не почне си за твоето присуство. Ја не дојдам за 2 недели тука пак, еве глава. Значи, ама ќе се договориме со конкретни прашања, конкретни одговори. Да малку да подигнеме нивото на размислување кај луѓето. Пази, не е финтата ти на некого да му даеш готово мислење. Финтата е да го натераш да размишља. Да го научиш да лови риби. Да, аферим. Ајде да направиме, еве ја ветувам дека ќе направам листа на прашања и тоа све провокација. Листа на прашање, направи ти листа на прашање, ја ти дам филозофски одговори, некој ја ти го дам асфалтот. Ти дај ми го читапот, а ја ќе ти го дам асфалтот тебе. Може ли така? Универзитетот асфалт, а? Молим лепо. Жими све, еве, ви ветувам. Приче со асфалта. Усред емисија ви ветувам. Значи, за 2 недели, нека помине една емисија. И Бајрам нека помине, па после Бајрам. После Бајрам. Значи, ти мене од читапот, ја тебе од асфалтот. Повторувам, не поради антагонизам. Да потикнем размислување. Не поради антагонизам. Брейнсторминг, да шамараме мозок на млади луѓе. Да размислуваат со своја памет. Затоа што, видиш, што е успех? успех? На електрошок кој имате да ги разбудиме. Молим лепо, што е успехот? Успехот е да го пробудиме во младите она што внатре им стои како природна забрана во афирмативна смисла. Затоа ќе кажеме на мала приказна. Иделе двојца другари из една нива. И еден вика, ама грозје, вика, што убаво. Да вика да земе некој, немој бете, не кради, вика, газдата ќе тутепа. А бајде газдата 2 шамара ќе му удрам, ќе си оде. Немој бе, не, и продолжиле. Утре ден па. Абе, земе малку од грозје, немој бе газдата бе, ќе те утепа, немој сачмарка има. Абе, кој го шиша газдата вамо таму? Па си земал грозје. Трет ден идат. Немој бе, Господ ќе те казни бе, вика. И оп, застана. Наравно учение. Човек од човек не се плаши. Ама човек од Господ, од Аллах се плаши. Ајде да го пробудиме тоа малку. Зашто ако свеста за Бога. Молим, jer ако се плашиш од Аллах, тоа кај тебе ќе раздвижи многу механизми кои што консеквентно после одат сами по себе во афирмативна смисла, во позитивна смисла. Во секоја пора од живот. Молим. Значи, дај да ги афирмираме оние вредности за кои не требаат пари. Туку само малку размислување, добра волја и добар ниет. Значи, што повеќе садиме семки за добар ниет, добро расположение и добри вибрации, тоа повеќе ќе расте. И како да најдеме модел по кој што оној немој бе Господ ќе те казни грозјето, да го разбудиме кај луѓето. Кај младите поготово, старите се више стари магариња. Тешко влијае. Вика, старо куче на нови финти не се учи, вика. Да, старо куче не учи нови финти. Али дека младите да го направиме тоа. Тоа е нашата цел, да. Да. Секако да ги потикнеме во ова време кога многу малце се размислува, многу малце се чита, многу малце се гледаат вредностите, да ги потикнеме овие работи. Значи, можеби не е баш ова место вистинското за еден пример да дадам, меѓутоа не гледам дека грешам. Кај христијаните има еден владика Пимен. Да. Тој ми е пријател многу добар. Зошто тој има многу успех кај младите? Зошто го обожаваат? Затоа што не настапува ортодоксно традиционално кон младите, него баш овака како што ние го правиме ова.
Значи, на еден модус, на еден начин во кој што ставаме све на маса. И китап, и асфалт, и школа, и политика, и све. За едно моје искуство. И правиме едно брашно, и му го даваш на младиот, му и кажеш, ај, сега бирај. Што е најисправно од ова све? Знаеш што ме изненади со Пимен, јас имав правено интервју за докторатурата. Пимен тука беше? Не, за докторатурата. Му пратив прашање. И едно од прашањата, кој е вашиот став за веронауката во училиштата? И тој беше единствениот Што кој што рече не. Не сум за тоа. Да им даде на младите сами да изберат. Ама за да изберат, треба за да изберат треба да ги поттикнеш да бараат, да треба да ги трагаат. подготвиш. Тие не знаат што да бараат ова. Треба да ги подготвиш. Колку луѓе глупи немаат никаква вредност, се херои на TikTok, на ова, на она. Има една емисија на Косово, се вика Лоџи економија, малце на сатиричен пристап, зборува за реалноста која што е многу млади луѓе. Оџе Ефенди, да затвориме дуќан. Да затвориме, јесте. И Капало. одма после Бајрам, Акшам пазар. одма после Бајрам збор даваме Океј. на гледачите, па седиме, ама следеќи пут има со боксерски рукавици. 5 кила ќе го ослабиме може да. 4 кила има да го славиме. Океј, иншалла. Збор, Предизвикот прифатен. готово. Идемо дале, затворај дуќан. Фала многу. Добив Агим. книга. Фала многу, Агим. Фала. Агим, затвори ја ти емисијата, зашто ти беше... Не. Значи, ова што го правивме многу ашаблонски. Да. Ова не беше ни дискусија, Ова беше супер. не беше Не, ни многу контра, интересно. ја Јас мислам дека ова паметен. ќе ги држи, ќе го Ние задржи вниманието на... Ама имено, значи мора да правиме нешто, да разговараме, да направиме муабет во кој што тој што не гледа и сака да влезе у емисија, да каже и он нешто. Јер младите како се интригираат? Младите се интригираат ако му удри шамар, па, отвори очи, а како да му отвориш шамар ако не го предизвикаш? А како да го предизвикаш? Ќе му кажеш нешто што е контра неговото мислење. Сега ние ќе скочиме надвор и ти ќе му кажеш нешто, паметно, ефендиски, домакински. Он ќе каже, ајде бе шиктер. Ајде бе шиктер, бам шамар, ама ќе најдеш, ајде да го најдеме тој шамар на младите, да им го удриме, фигуративно. Да. Значи, зборувам фигуративно. Ајде, ќе оставиме сега да кажеме на пример со неколку млади луѓе кога беше земјотресот 5, колку беше 3. Тогаш почнаа многу млади да доаѓаат во џами. И јас тај го спомнав и реков излез за вас, за да дојдете во џамија треба да почнете да има земјотрес. Вика, знаеш ли кога Баш. ова ти е јако да има почест. Вика, знаеш ли кога атеистот престанува да биде атеист? Колку се качи во авион. Кога се качи во авион, кога ќе почне авионот да губи висина. Не е више атеист. Да, баш. Агим, фала многу. Народе, селам алейкум, нека ве чува Аллах. Ја не сум хафаз, јас сум човек од улица, најобичен човек. Меѓутоа, верувам во Аллах Джелешануху, елхамдулилlah, муслиман сум. Арнама, ајде да му дадеме, да си дадеме сите заедно една дискусија вака. И вие карши што не гледате и ние. И вие пишете во коментите што во коментарите, па на макар пишете прашање. ма што сакате, тој е демократија, пишете Агим е будала, Агим тресе глупости, Агим прави харам, Агим е преварант. Што сакате пишете, ама нека има провокација. Ајде да дискутираме. Ние ќе ги прочитаме тие сите коментари. Може би ќе Оџа Ефенди е тука, има да му рипнеме на Оџа Ефенди и све ќе правиме бе, ама ајде да имаме дискусија, да имаме нешто, да се ради нешто. Селам алейкум. Почитуване, ова беше подкаст за ова недела. Се сеќаваме во некоја нова, попровокативна, поексплозивна емисија со Агим Јонос. Фала многу, уште еднаш Агим.